Овде нема воздржани. Има само за и против. Се отвараат деликатни прашања, а се бараат конкретни одговори. Кворум, политички магазин на радио Слободна Македонија. Добар ден, го слушате политичкиот магазин Кворум на радио Слободна Македонија. Јас сум Бојана Димитриевска, водител и уредник. Минатата недела собранието го изгласа новиот состав на Државната изборна комисија. За председател на комисијата е избран Александар Чичаковски, а за подпредседател Реджеп Прекопуца и двајцата од редовите на експертите кои беа договорени на лидерската средба во клубот на пратеници. Членови на комисијата се Јатана Сурмов, исто така од редот на експертите, како и Силвана Бонева и Сашо Срцев на предлог на ВМРО-ДПМН, Виолета Дума и Игор Милев на предлог на СДСМ, Супхи Јакупи од ДУИ и Бедредин Ибраими на предлог на ДПА. Новиот состав на Државната изборна комисија има зголемени ингеренции. Покрај надлежноста за избирачкиот список, комисијата ќе може да поведува кривични прекршочни пријави и да одлучува од аспект на можна злоупотреба во изборни цели, кога некој од дополнителниот или заменик министер ќе стави вето. Новоизбраниот председател на највисокото изборно тело Чичаковски вети дека ќе се залага за целосно почитување на законот и одлучување на ДИК исклучиво врз основ на факти и аргументи, а на вработените им порача дека ќе имаат неговата комплетна поддршка и соработка за професионално, навремено и стручно да ги извршуваат своите работни задачи. За новиот состав на ДИК, предизвиците, избирачкиот список и за останатите прашања поврзани со изборите, денеска разговарам со поранешниот председател на Државната изборна комисија Александар Новаковски. Добар ден и добре дојдовте. Добар ден и фала на поканата. Господине Новаковски, дали и колку беше потребно на неколку месеци пред изборите да се прават вакви промени во Државната изборна комисија? Да ви кажам искрено, промената на Државната изборна комисија во смисол на персоналниот состав беше неопходна. Ако го земеме извештајот последен опција од ДХР за изборите од 2014, па ево ке кажам и 2013 и 2011, акцентот на одредени крупни забелешки за спроведување на изборниот процес беше ставен на изборната комисија. И да не должам, тој е достапен извештај, така за во последниот посебно извештај за сите ние кои ја познаваме таа материја, беа стварно премногу забелешки ставени од страна на опција од ДХР и наблюдувачите, па и од пошироката македонска јавност, без исклучок на која партија припаѓаат, и беше неминовно да дојде до промена на тој состав. Бидејќи Државната изборна комисија, историјатот, ако го земеме, од 2006 март месец со кодификација на изборниот законник стана професионално тело, кое професионално ја врши функцијата во смисол се одлучи да се формира и професионален секретаријат. За пошироката јавност некои податоци не се познати и мене ми е драго што ќе можам подолго време да се искажам на оваа тема, со таа цел да се професионализира службата на Државната изборна комисија, се формира, значи, тие оделенија, се примија огромен број извршители, ќе кажам огромен, бидејќи ако земеме споредба со други земји, таа бројка е вистински голема. Друго е прашањето дали тие овие изминати години биле ставени во функција. Едно е да имате извршители, друго е да го менаџирате тој тежок изборен процес, посебно да го менаџирате во изборниот период. Што би сакал да кажам? Значи, ако земеме овој изминат период, па веќе, да кажеме 10 години, сега Државната изборна комисија има 34 подрачни оделенија. Јас не би сакал да зборам за точниот број на извршители кои имаат вработени постојано, бидејќи и членовите се постојано вработени, професионално, но сепак тие се на избор со мандат од 5 со мандат, години. да. Но овие кои се без мандат, него се со статус на државни службеници, мислам дека се над 120, со 34 подрачни оделенија. Тоа за држава од 2 милиони жители е една многу сериозна бројка,
која не требаше да остава дамки во работата на изборната администрација. Но, за жал, со последниот извештај беа многу неприфатливи за мене, кој сум се бавил со тој процес, и болни, да кажеме, бидејќи акцентот беше ставен на изборната администрација. Така. Роковите се кратки, Државната изборна комисија е веќе формирана, ги имаме и новите имиња на членовите, ги имаме и нивните CV-а. Дел од нив се веќе истакнати членови на Државната изборна комисија, сте работели и вие со нив, некои од нив се истакнати политичари, но експертите се речиси непознати за јавноста. Дали ќе успее ДИК според вас да одговори професионално на предизвиците кои што следат? Мислам дека прашањето ви е на место, не би навлегувал во личните карактеристики и CV-а. Мислам дека ако ги погледнеме, не може да ги рачунаме за експерти од тој обем, кои имаат експертско искуство за изборен процес, бидејќи изборниот процес е вистински сложена работа и не дека тие не можат да ја завршат, но се надевам и јас им давам целосна подршка, а исто така и ние како експерти, бидејќи изборниот процес е секако за државата и за граѓаните пред се, стоиме на располагање. Но за жал, ево до сега, јас не сум бил заинтересиран да сјавам на овој оглас, бидејќи долго време сум бил во изборниот процес, но ги нудам моите услуги. Прво, да не должам. Ова е нов состав, е 9 члена. Значи, ние од 2006 до задниве измени имавме 7 члена кои беа бирани исто така позиција-опозиција, но ќе потенцирам со самиот чин на изборот од страна на собранието, со двотретинско мнозинство, се очекува од нив да бидат професионални. Значи, колку може да ги остават партиските влијанија. Зашто? Бидејќи се работи за таква комисија во која не е возможно вие да работите партиски. Ако сакале да работат сите партиски, требало да се борат за други позиции, пратени каде се креира партиската политика. Што би кажал? Значи, имаме искуство во Македонија кога председателот беше по предлог на председателот на држава. Имавме суди на Врховен суд, членови 4 и 4 од редот на истакнат. Значи, не е новоста со 9 члена сегашна. Но испаѓа дека полека се враќаме на тој стар систем. Зашто? Бидејќи од 2008 година, не случајно ги потенцирам, ние во целиот период имаме доста избори. Значи, скоро секоја година. Да. И срамота е да кажеме дека изборната администрација не е спремна. Значи, там била во кондиција, кој би кажале некоја екипа, посебно службата, и таа мора да е спремна. Затоа е платена. Например, ако земете вработените во МВР, вработените во финанси, ке дојде еден министар, ке си оди друг, но тие се професионалци кои треба да останат таму, да си ги свршуваат секојдневните задачи. Значи, која е ситуацијата во службата? После сите овие турбуленци и овие изминати периоди, кога, ако видовте, председателите на ДИК се бираја без никаква дискусија. Значи, во собранието, и вие сте сведоци, значи, беше пречутно меѓу партиите, кој ќе биде предложен, мора да биде прифатен. Сега, овој случај беше за партиските представници, со сета почит према нив, јас со некои луѓе скоро со сите се знам, ги знам нивните квалитети, но пресудно за нивната работа и за нивната помош и ангажман во овој состав на изборна комисија ќе биде што повеќе ќе можат да се оградат од политичките влијанија. А овие тројца експерти кои треба да имаат главната, да кажеме, улога во однос на одлуките кога ќе дојдат до одредени ситуации, тие за пошироката јавност точно непознати. Јас ги познавам. Се надевам дека ќе смогнат сили
со овие другите од политичките партии да направат некој баланс и сите заедно да изменаџираат. Но повторно ќе кажам, многу е битно во каква состојба тие сега ја затекнуваат службата и тие подрачни одделенија. Дали тие имаат све припремено. Значи, јас веќе не гледам страв за оние технички проблеми. Една споредба, во 2009, кога јас бев председател на ДИК, спроведувавме председателски и локални избори и ние имавме само околу 9 до 10 постојано вработени лица, а сега ги имаат околу 130. Па сега видите самите разликата и дали ДИК има или нема капацитети. ДИК може да нема во моментов некое раководство кој ова нова комисија треба да го воспостави и да ги стави правите луѓе на прави места и мислам дека ќе нема проблеми. Така, тука правиме кратка пауза и продолжуваме на тема избирачки список. Господина Новаковски, најавив дека ќе зборуваме за темата избирачки список, но претходно за време на паузата отворивме на тема и го спомнавте условот за вас експертите кои требаше да се пријавите на огласот за членови во Државната изборна комисија. Велите експертите не можат да го исполнат условот. Што значи конкретно тоа? Многу кратко и јасно, бидејќи знаете што Македонија има голем број изборни процеси, али не сме држава со едно 100 години традиција на спроведување на повеќе партиски избори. Знаеме колку е тоа време и препознатливи се експертите кои биле и во лоши, и во добри изборни процеси, колку било нивното влијание. Да заклучам, оваа позиција, председател на ДИК, е најнепосакуваната позиција во време на избори, бидејќи е стварно многу бара знаење, многу искуство и е стресна. Самите гледате дека треба да одлучат заедно во нов состав на ДИК, меѓу кои сега кратко. Значи, кога се поставиле условите во огласот, во работните групи нели од пржино, со посредство на експертите, пак ќе кажам, значи не може експерт да тоа го предложи. Ако го предложил, да ми каже во кое законодавство на светов е ставен таков услов. Но за жал нашите пратеници едногласно, без дискусија го изгласа. Што значи, условот за да се биде член на Државната изборна комисија по предлог на политичките партии беше многу јасен. Значи, кого ќе предложи политичките партии, но беше условот да бидат со правен факултет, да имаат искуство. Значи, исклучиво со правен факултет. Сега јас ве прашувам, како може да не се истите услови за тројца експерти? А за тројцата експерти, покрај условите кои се наметнат, има едно три многу интересни. Прво се бара високо образование. Тоа мене во моментот пред кога го прочитав не верував дека тоа ќе помине во нашиот парламент. Не дека ги потценувам. Мислам дека тој услов требаше да биде ставен кај партиските членови, па некој од партиите во заедничка согласност да предложат и некој кој е информатичар или новинар или било што, кој може да помогне во односи со медиуми на ДИК, во односи на IT техниката, мислам, функционирањето, затоа што ние правниците таа работа многу не сме многу фамилиарни со таа работа. Сега, но за тие тројца кои експерти, кои треба да ја носат клучната одлука, викате се колнат дека работат по законот, по све, за нив не е условот да биде председател, да биде правник, со искуство. Но имаше една реакција, па ќе се пази на тоа, дека ево председателот е дипломиран правник со искуство. Во ред, значи, но зашто условот за нив тројца требаше да биде обратно? И една интересна дилема, требаше да се достави изјава од нотар дека вие не сте обавувале јавна функција. Пазите, не сте биле и не сте носител на јавна функција. Јас во државава не познавам експерт, член
поранешен или да не бил член, да бил кој немал јавна функција, па било каде. Значи сега од тоа се одвратија многу луѓе да не можат да се јават на тој оглас. Јас немав ни намера да се јавам, но кажувам за многу луѓе кои ги познавам. Значи тие не може да кажат дека не биле носители на јавна функција. Каде го има то? Да не бил носител на јавна функција. Ќе дадам еден пример. Тој устав ми наликува како да бирате вие шеф началник на травматологија, тој треба да е врвен травматолог, а уставот да биде очен лекар. Ова се случи со изборот на експертите. Така. Тука мора да направиме уште еден краток премин и потоа ја најавувам темата за избирачкиот список, која поред мене е многу интересна, а верувам дека ќе ги интересира и нашите слушатели. Почитувани слушатели, останете на фреквенцијата. Мој гостин во денешниот кворум на Радио Слободна Македонија е поранешниот председател на Државната изборна комисија Александар Новаковски. Господине Новаковски, ја најавив темата поврзана со избирачкиот список. Каков избирачки список има Македонија во моментов? И има тврдења дека без попис не може да имаме добар избирачки список. Кој е вашиот став за ова? Значи, прво да одговорам на темата на избирачки список на првото прашање. Јас ја знам состојбата на избирачкиот список заклучно со февруар 2011 година, кога ја поднесов мојата неотповиклива оставка. Од 2011 февруар до сега ја стварно не знам во каква ситуација е списокот, но очекувам да е во добра, бидејќи овие 4 години сигурно овој состав на ДИК, мислам прошлиот состав, заедно со кажа со стручните служби, со 34 подрачни оделенија. Значи, ДИК во 2010 година ги превзеде подрачните оделенија од Министерство за правда. Формира систематизација, донесе акт за систематизација, правилник за распределба на работните места и има еден одреден број извршители. Ево, пример. Едниот од експертите ви доаѓа од подрачното оделение на ДИК од Гевгелија. Тоа што во јавноста се кажа дека доаѓа од Општинската комисија од Гевгелија, не знам дали е точно, пошто општинските изборни комисии кај нас немаат професионален статус. Тие се избрани со мандат, но се одредот на државна администрација се доаѓаат од повеќе органи. Тоа значи дека списокот треба сега да е подобар од тој што беше во 2011. А во 2011, некаде до 2011, од 2009 се усвои една методологија за избирачки список, ја координираше вице-премиерот за европски интеграции тогашен. Во неа во состав беа министерот за правда, за внатрешни, јас како председател на ДИК, беа представници на Америчка амбасада, на Европска унија, на ОПСЕ и граѓанската асоциација МОСТ. Ако ова е непознато за јавноста, ние го знаеме тоа. Значи, со таа методологија се изврши прочистување, проверка на избирачкиот список, и тоа проверка се вршеше во МВР, во Министерството за внатрешни работи, и таму немаше никакви обструкции при таа проверка, и ние добивавме податоци и на крај дојдовме до еден податок пред да бидат изборите 2011, значи далеку не беа ниту распишани изборите, ниту се знаеше дека ќе има предвремени избори, све беше на база на шпекулации, некако сега знаеме дека со утврден датумот на избори. И тогаш се излезе на пресконференција, се објави некаде околу 20 и нешто илјади, точниот број не можам да се сетам, кои лица се пронајдени дека не треба да се во избирачкиот список. Од низа причини. Дали дупло запишани, дали починале во меѓувреме, дали се откажале од државјанство. Така да таа бројка беше над 20.000 и во моментот од кога тоа се објави, беше договорено тој процес да продолжи до редовните избори 2012. Значи, ние имавме предвремени избори парламентарни 2008, 2009 имавме локални и председателски во исто време и 2012 требаше да се редовните. Но поради овие предвремени избори
списокот беше со таа методологија проверуван и од тој момент не знам, а тоа треба и новиот состав на ДИК, се надевам, бидејќи председателот сегашен излезе со информација дека ќе се утврдува методологија за прочистување. Подобро би било методологија да се провери избирачкиот список, но таква методологија не таа имавме завршено, но не е на одмет и повторно. Значи, никој тука ни ги спречил, ни ги спречувал до сега. И едно дилема е дали тие кои на пресконференција беа објавени од наша страна, мислам од страна на Министерството за внатрешни правда и ДИК, дали тие лица кои беа пронајдени се извадени од избирачкиот список. Затоа ви кажувам дека состојбата до 2011 на избирачкиот список не беше лоша. Што значи? Европски светски стандард е да биде избирачкиот список точен. Точност на избирачкиот список. То значи, многу мали проблеми толерира избирачкиот список. Значи, оваа бројка, ако е отклонета во 2011 по моето заминување и оставката, веднаш после таа пресконференција си дадов оставка, но оставката не беше ради проверката, дека јас кажав некои информации кои не се точни, него беше во изразената недоверба и на јавноста, и на тие кои ме предложија дека јас тоа го зборувам на памет. Но јас не го правев проверката. Проверката ја правеше екипа во Министерството за внатрешни работи, а ние имавме координација. Значи, тие податоци беа точни, екзактни. Прашањето е кој требаше да ги тргне нив од избирачкиот список. И сега што е најголемата дилема? Со изборниот законник, измени и дополнувања, преодни и завршни одредби, требаше избирачкиот список да се превземе во Државната изборна комисија. И во законот стоеше дека тоа треба да се направи некаде, мислам, 2010-та. Но поради делбените биланси со влада не се направи тоа, затоа се направи само техничкиот дел, вработените и подрачните одделенија. Во смисол, значи, списокот сега треба да е далеку подобар од тој што бил кога јас кажувам, а на што го потврдувам тоа. Ние за избирачкиот список, додека јас сум бил во Државната изборна комисија, дали во функција на член, дали во функција на председател, не сум имал приговори по избирачкиот список. Од ниту една политичка партија. А за мене како правник, легалиста, главно е дали има проблем некој дел од избирниот процес, се знае заштита на правото кој е еден од признатите стандарди. Ние такви преговори немавме. И јас не можев да сватам дека политички партии кои располагаат со изводи од избирачките списоци на легален начин, не може да потврдат дека некој е во избирачки список, а не треба да биде. Одредени политички структури тврдеа дека има 150.000 фантомски гласачи. Дали вие верувате во оваа бројка? Дали е возможно тоа? Еве, вие викате дека сте го оставиле добар избирачкиот список, велите сега треба да е подобар. Верувате ли дека е возможна толкава бројка? Значи, ќе ви давам еден пример. Јас го оставив избирачкиот список добар. Тоа го тврдам и до сега ниту еден експерт не ми се соочил да ме убеди во нешто друго. Прашањето е, кога ние ги пронајдовме овие, кога се тргнаја да се проверува избирачкиот список, ако овие лица, после моето заминување, се избра нов состав, останаја членовите, нов председател, уствари, не нов состав, само председател. Еден се смена, па друг председател. И сега, ако во тие 4 години го провериле како јас со моите членови го проверив претходните 2 години, година и пол, значи списокот треба да е одличен. Ако не го направиле тоа, тогаш е лош. Значи, како да ви објаснам? Значи, дали прво е прашањето тие се тргнати од избирачкиот список? Нели излегува со потаток 2012 дека го
провериле избирачкиот список. Така да од таму е... Тогаш беше председател Борис Кундарко. Мислам дека излегоа со податок дека го прочистиле избирачкиот список. Јас ви кажувам, значи до февруар 2011 према изборните процеси, према забелешките, избирачкиот список беше во оваа состојба која ви кажувам. Сега, од кога се превзедоа подрачните оделенија, кога ДИК се екипира и ги превзеде од Правда, не можеше веќе да се повикуваме на одговорност на Правда. Тие беа од 2010 се во надлежност на Државна изборна комисија. Така да има еден број извршители кои може да проверат за 4 години, може, например, да ја изораат Македонија и да ги видат проблемите со избирачкиот список. Се надевам дека е добар, но тоа треба да го потврдат сега, бидејќи е изминат подолг период. А прашањето со пописот, избирачкиот список со пописот нема никаква корелација. Тоа сум го кажал, не јас, него тоа го кажуваат сите стручни лица во Европа и светот кои се занимаваат со таа област, бидејќи ние имавме многу се солидарни луѓето кои работат во изборен процес, како во ниедна друга институција. Значи, несебично даваат помош ако се обратите до нив. Сега слушам дека во Македонија огромен број невладини, меѓународни, домашни се укучени во ова, па се надевам дека ќе излезат со некој податок дека избирачкиот список е во таква состојба или таква. Пустимо уште една ситуација. ДИК се оградуваше задните 4 години дека не е надлежен за избирачки список. Па сега се направи измена на закон да се појасни дека е единствено надлежен и тоа се само корекции, како да ви кажам, тоа се само шминки. Значи, ДИК е надлежен и бил надлежен и кога Правда била надлежна. Секогаш на ДИК била топката ставена, бидејќи тие има еден член каде што кажува одговараат за законитоста во изборниот процес. А во изборниот процес не се само списокот. Значи, да заклучам, попис и избирачки список нема никаква врска. Но може пописот да послужи за некои компаративни проверки. Така. Времето е кратко, уште 4 месеци, еве да кажеме, до изборите. Избирачкиот список, како што кажавме, Државната изборна комисија ќе има поголеми надлежности во однос на прочистувањето на избирачкиот список. Партиите од почетокот, кога течеа преговорите, одеа на варијантата за активна регистрација на гласачите, барање кое дојде директно од Социјалдемократскиот сојуз, но подоцна партијата се откажа од ова барање, нејасно е уште зошто се откажа. Избирачкиот список сега ќе се споредува со сите државни датабази. Која според вас е најдобрата методологија за прочистување на единствениот избирачки список? Значи вака, прво, ако беше активната регистрација, овој проблем ќе беше отклонет. И за овие избори беше... Проблемот за довербата. Довербата. Так. Значи, ово не е прочистувањето, него ќе беше отклонета таа недоверба која изразица, ево самите сте сведоци дека едно 50% од емисиите ги користиме за избирачкиот список. Избирачкиот список е жива материја, секојдневно се променува. Сега тие до април ќе имаат секој месец право да проверат, да споредат база на податоци. Прво, во Министерството за внатрешни работи министерот е од страна на опозицијата. Значи, таа доверба меѓусебна е зајакната. Значи, ДИК како независно тело, Министерството за внатрешни работи е под контрола на, кажеме, министер од опозицијата и владата, заедно, Правда, можат во многу краток период да излезат со податок на состојбата на избирачкиот список. Но, таа проверка која направивме ние во текот на 2010-2009, тие не може да ја направат. Зашто? Затоа што таа се прави, за незе треба подолго време. Таа беше одлична методологија. А сега треба да се оди на друга методологија. Значи, прво треба да се направи по мене една проверка на избирачкиот список со споредба на сите бази. Второ, да се направи
пилот општини, каде подрачните оделенија зајакнати со невладини организации. Ево пример, ќе земам некој град од Македонија кој има популација од 10.000 жители, 20.000. Колку имаат право на глас од нив? Во тоа место имате подрачно оделение кој има 5 извршители. За 4 години тие можеле да ги проверат сите куќи и сите гласачи. Го сториле тоа, тогаш ќе имаат многу малку проблем да го дозавршат проверката на избирачкиот список. Ако не го направиле тоа, треба веднаш на седница на ДИК да се утврди методологија. Значи, има неколку видови на методологија. Најглавното е ДИК да одбере правото да не гледа како се нудат некои невладини или некои експерти. Но точно што е прифатливо до април. Која е најсоодветна според вас сега да ја одбере Државната изборна комисија? Јас кажа, значи, ревизија обавезно. Така? Поредба на датабазите? Поделба, спојување на датабазите, тие кои ги имаат, да се види дали веднаш може да се проверат дупли тематични броеви, веднаш може да се проверат починатите, ако се запишани, не се избришани, и потоа на 2 општини, за да не се расплинуваме, да најкритични општини, кои ќе ги изберат од она што го имаат како увид до сега, да се провери, има доволно време, точно, за да се види дали има некој голем проблем со избирачкиот список. А исто така, по мене, сега и ДИК и Министерството за внатрешни работи треба да излезат со податок. Ако до сега беа спречени поради низа причини кои ги наведуваа во јавноста, сега буквално и законски се подкрепени и базирани и имаат основ да проверат све. Во колку не можеле до сега, бидејќи се повикуваа ненадлежни, јас не го делам тоа мишење, но ево, да го прифатиме тоа, сега ги имаат сите надлежности. Потоа, има и софтверски решенија, кога, например, кај нас во ДИК доаѓа, ние имавме проект со UNDP, каде експерт од UNDP од Лондон има во ДИК доставено, мислам, материјали, како тој ја гледа состојбата за овие сега што треба 1 сат на емисијава да се објаснуваме, напишани се на текст. Так. Битно е кој модел ќе го одберат. Било кој да е и најлошиот, само да се провери. Така. Господине Новаковски, правиме тука пауза за реклами и се враќаме во студиото. Назад сме во студиото на Радио Слободна Македонија. Ја слушате емисијата Кворум. Мој денешен гостин е поранишниот председател на Државната изборна комисија Александар Новаковски. Господине Новаковски, ова е последното прашање за денешната емисија и со тоа би сакала да резимираме и да донесеме еден заклучок. Ќе биде ли новиот состав на Државната изборна комисија функционален орган и дали според новиот закон ќе има главната улога за финалето на оваа политичка криза која треба да се случи на 24 април? Мислам дека Државната изборна комисија со гаранција е главниот орган кој треба да гарантира регуларноста на изборите, кој треба да се грижи и за законитоста на спроведување на изборите и од кога ќе се најават, а овде видите имаме интересна ситуација, колку време пред тоа најавен е датумот на избори, значи тие веќе ја имаат главната улога и треба да ја преземат веднаш, бидејќи се именувани и во било каква ситуација тие ќе се одговорни за се околу изборниот процес. Дали ќе има соработка од политичките партии, неминовна е, ако ние сите овде се повикуваме на важноста на овие избори и знаете, сега слушнав некој нов термин кој кредибилни избори. Не, изборите мора да се овај пат регуларни избори. Ако не го користиме зборот регуларни, тоа ќе треба да се барем добие оценката која е изборите треба да бидат во согласно со сите европски стандарди за изборен процес. А критики ќе има и нека има, тоа не е на одмет, ги има и во
Германија и секаде. Клучното е дали политичките партии се спремни да ја остава државната изборна комисија, да самата ги носи одлуките, што помалку мешање, што помалку филмови, што помалку обструкции. А ДИК веднаш треба да донесе, да кажеме, правилниците кои согласно измените треба да ги донесат. Значи, таму имаме мешавина и на луѓе кои се реизбрани и кои точно ја знаат ситуацијата во Државната изборна комисија, и јас од секоја сум бил категоричен. Ако имаат проблем, нека јавно го објават, да им се помогне и било што. Тука секако ќе биде главна и логата на медиумите, кои треба да го подржат изборниот процес, да ги подржат ако добро работат, да критикуваат ако не работат добро, бидејќи нема Државна изборна комисија кога не е критикувана, значи слабо ја работи работата, и тие се отсутни и не се главните фактори во организација на изборите. Затоа Државната изборна комисија ќе биде било што да се случи и главниот организатор на изборите и во технички аспект, и во правен аспект, и во аспект на добивање на конечната оценка. Мислам дека тука има уште малку работи кои треба да и се помогнат. Ево, во колку бараат капацитети, владата нека им ги даде. Пошто ние до сега све што јас во мојата соработка, све што сум дал како барање до органите, до владата, сум ги добивал. Дали било МВР, дали било влада. Значи, не верувам дека некој во овие моменти ќе обструира Државната изборна комисија. Тоа може да го прават поединечно некои политички партии, но бидејќи сега веќе имаме ние и министри кои се членови на влада од опозицијата, тоа дава уште еден поттик дека не сме веќе да се прозиваат луѓе кои не се инволвирани во изборниот процес. Имаме избран ДИК, имаме избрани органи, за медиумите ќе се реши сигурно случајот сега, не знам, јас не сум во текст со тие преговори, и ДИК сепак е главниот кој треба да донесе и направи се што е можно да добијаме позитивна оценка, бидејќи изборите веќе се следат. Ако не се распишани, изборите се следат, треба ДИК да е свесен дека веќе за него се пишува од страна на преелиминарните мисии кои дојдеа, каква е опременоста, што е опременоста, како ги носат одлуките, дали јавно работат, дали транспарентно работат. Почетоците и првите истапи не им се сјајни, морам да кажам. Тие со закон се обврзани веќе транспарентно да работат и мора транспарентно да работат, за да може да сите им помогнеме во интерес на создавање на амбиентот. Значи, сепак ќе повторам да не биде тоа дека Државната изборна комисија е семоќна, но мислам дека мора и амбиентот да е створен за такви избори и мора да се направи све веднаш што ќе побараат, нормално во рамки на можностите, бидејќи ќе кажам ДИК е правно лице со посебен буџет, средства му се предвидени, буџетот е изгласан, значи има ставка и за изборни активности, значи не треба да се бараат дополнителни ресурси. Мислам дека ги има доволно, но било што да се технички некои ресурси потребни да им се излезе во пресед. Така, господине Новаковски, јас ви благодарам за денешната анализа. Благодарам и вас на поканата. Почитувани слушатели, тука е крајот на денешната емисија која е во продукција на Радио Слободна Македонија. Јас сум Бојана Димитриевска, уредник и водител. Денеска е 21 декември 2015 година. Техничка реализација Далибор Зафировски и Владимир Дамјановски. Почитувани слушатели, уште еднаш ви благодарам на вниманието. Следуваат пладневните вести на радио. Со мене се слушаме повторно за 7 дена. До тогаш пријатно. Овде нема воздржани. Има само за и против. Се отвараат деликатни прашања, а се бараат конкретни одговори. Кворум, политички магазин на Радио Слободна Македонија.